Господ се за убави работи, вака се собираме. Градоначалничке, нека не собери ке това убави, но тука ще ќе ја правиме, здраво за ми. Голема работа. За наводнување по околу до речица. Тука уште 300 нето хектари од атарот на Горно Седворце, таа беше намарена од запад до изливот. Почитувани граѓани од целиот овој прекрасен полошки наш регион, почитувам председателе на нашиот коалиционен партнер ДУИ, господин Али Ахмети, почитувани членови на владата, мои драги колеги министри, директори на јавните институции, пратеници, почитувани градоначалници од целиот овој наш регион, почитувани представници на фирмите изведувачи овде присутни, драги пријатели. Чест и задоволство ми е денес да присуствувам на почетокот на изградбата на системот за наводнување Равен Речица. Помагањето на локалните заедници во време кога им е најпотребно е нешто за што оваа влада, која што ја предводам, има слух и волја да го направи животот на секој граѓанин подобар преку унапредување на условите за живот и за работа. Развојот на одржлива локална заедница е клучот за развој на одржлива држава, за одржлив економски систем и понатаму за одржлив раст и развој, почнувајќи со локалните средини кои се клучен фактор во развојот на државата. Сакајќи да го подигнеме квалитетот на живот на нашите граѓани, сакаме да ги подкрепиме нивните силни страни, а не да ги засилиме слабостите. Работливост, трудолюбивост и честност се карактеристики на нашиот народ, кои не прават единствени и не водат до развој на нашето заедничко општество. Од оваа акумулација и систем за наводнување, кој опфаќа површина од 3920 хектари, ќе се наводнува земјоделска површина која се протега од десната, горната страна на автопатот Тетово према Гостивар до подножјето на Шар планина. Покрај оваа земјоделска површина, со овој систем за наводнување ќе се офати дополнително нета површина која се наоѓа под автопатот Тетово Гостивар и ќе се наводува дополнителни хектари земјоделска површина во општините Гостивар, Врапчиште, Боговиње и Тетово. Реализацијата на овој капитален проект кој изнесува околу 975 милиони денари, ќе се финансира исклучиво со средства од буџетот на Република Македонија, преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Значи, од средства ваши, почитувани граѓани. Вакви капитални водостопански проекти значат поголема сигурност во обезбедувањето на доволно и навремено количество вода, посовремено и економично користење на водата, што придонесува за поголеми приноси и зголемување на земјоделското производство. А пак, развојот на земјоделството ќе донесе и голем бенефит на локалните самоуправи и општините од овој крај. Локалните средини се срцето на нашата заедничка татковина и решавањето на проблемите или дотолку повеќе вложувањето во развојот на локалните и руралните средини покажува колку ја сакаме целината на нашата татковина, а не само делови од неа. Мора да поправиме се што е скршено, мора да изградиме на ново се што е уништено, мораме да вратиме се што ни е одземено, а тоа е довербата во институциите, желбата за стремеж кон подобро и повеќе, надежта во подобра Република Македонија. Тоа се вика демократија, тоа се вика заедница. Врвот на планината не е ништо, ако не е земјата под него што ги крепи неговите основи. Локалните средини се земјата што ја крепи нашата Република Македонија. И ние сме свесни за тоа. И затоа и понатам посветено ќе работиме на решавање на сите проблеми на нашите сограѓани од сите краишта на Македонија. Ви посакувам, почитувани граѓани, многу плодни
и берекетни години со користењето на оваа акумулација, а на изведувачите со лесно имплементирање на целиот овој проект. Благодарам.